Децата со аутизам многу често имаат нервозно однесување проследено со извици, најчесто во затворени простории како маркети, училишта и родроми. Тие деца се тука и може да се реагира и да им се помогне да се смират, објаснува универзитетскиот професор по дефектологија Владимир Трајковски. Професорот најавува успешност во проектот наречен Пријателски места за аутизам, што представуваат соби каде луѓето со аутизам при вакви напади би добиле простор каде би се смириле. Тој е среќен што во делот на инклузијата на учениците со посебни потреби соработуваат многу основни училишта во Скопје и од септември ќе имаат ваков простор по примерот на многу европски земји. Очекуваме да тие сега поминат еден онлайн курс. Тоа е курс во кој што треба да добијат одредени сознанија за аутизмот, за овие сензорни нарушувања, други нарушувања кои што ги следат децата со аутизам. Многу од компаниите или ни одговорија негативно или воопшто не ни одговорија, што е повеќе говори за нивната култура и за нивната општествена одговорност отколку за нашето работење. Со вакви едукации се овозможува место децата да се смират кога имаат напади и не би се повтори случајот како со малата Ембла од гостивар со Даунов синдром. Како дел од едукацијата си елементарните непогоди како земјотрес, поплави и пожари. За професорот Трајковски инклузијата на луѓето со посебни потреби како аутизам не е само образовен, туку и општествен процес. Во одредени регии на Германија и неколку лица возрастни со интелектуална попреченост токму ги загубиле животите бидејќи не знаеле како да се спасат од таа поплава и сметаме дека со ова на вистина ќе дадеме еден придонес, а веб страната покрај на англиски, турски ќе биде и на македонски јазик достапна за нашето население. Пандемијата донесе до стопирање на патувањата на познати професори од странство кои го изучуваат аутизмот, доаѓаа во Македонија, но технологијата донесе успех во организираните особ вебинари со професорот Трајковски и стручни професори од цел свет, кога и до 100 родители дневно бесплатно учествуваа во обуките и предавањата со цел да им помогнат и да ги надминат проблемите со аутизмот во нивните семејства.